Кандидатите за градоначалници за Штип, Захариев и Бочварски денеска пред граѓаните излегоа со нови проекти. Илчо Захариев најави инвестиции во реката Брегалница и продолжување на веќе започнатата пешачка патека. Во наредниот период, еден од приоритетите е да довршиме оваа патека, најнапред до населбата Старка Рорман, а потоа да продолжиме до населбата Долни Балван и Таринци. На тој начин ќе го заокружиме тој проект кој ќе возможи да имаме 12 километри патека за пешачење во еден правец и 12 километри во друг правец. Истовремено сакаме денеска да промовираме еден нов проект кој ќе го почнеме во пролет 2018 година, а тоа е кејско уредување на реката Брегалница на исти принцип како уредувањето на коритото на реката Отиња, и тоа на влезот на Брегалница во населбата 8 ноември па се до бањата Кежовица. Тој проект имаме сила, имаме средства, наши буџетски, општински, имаме енергија, имаме знаење и имаме искуство како реката Отиња да го завршиме за наредните 4 години. На трибина со спортистите и спортските работници од општината, Бочварски најави повеќе инвестиции во спортот. Имаме стипендии за спортистите, за оние кои што ќе остварат врвни резултати на домашно, на македонско ниво, меѓутоа и на европско ниво и на светско ниво, а такви спортисти имаме. Стадионот на Брегалница е во една лоша состојба, градскиот стадион, и овде планираме негова реконструкција. Спортско-рекреативниот центар Джексон планираме да го заживееме со тоа што ќе направиме проект за модернизација негова. Спортско-рекреативниот центар Суитла, кој што веќе го промовиравме, каде што планираме сала за боречки спортови, заедно со фитнес центар. Планираме повеќе наменски спортски игралишта да изградиме во нашиот град, меѓутоа сето тоа ќе ни биде недоволно доколку нашите спортисти ги нема или нашите спортисти немаат желба, немаат можност да остваруваат своји резултати.